Добро утро, другари, и добро дојдовте во уште едно ново видео и уште еден нов влог. Трет поред од Македонија. Денеска сме на роден ден и на крштавка кај Даша. Сега доручкувавме и ќе ја легна Марија да спие, да се наспие убаво, за да може да издржи, да биде весела таму, да си игра со дечињата. Јас за тоа време да можам да земам да се нашминкам, спремам и да средам торбица, се што ми треба за тамо. Ке ве носам, ке ви снимам некои делчиња. Нормално не се, ама нешто така интересно. Марија прв пат проба чварки и вака пре. Значи дефинитивно и се свиѓа нашата храна овде. И мама е пресрекна за тоа што се сака да јаде овдека. Се интересира и се свиѓа вкусот. И ќе видиме кога ќе се вратиме, што ќе биде. Битно сварки ќе носи мама сигурно. Јас сум спремна, се нашминкав, трепки не сум носела, добро завчера уствари динам не стаи, ама јас сама да си ставам не сум носела буквално не памтам од кога. И имам ја комбинацијата all white. Ја чекам Марија да стане од спиење и да ја облечам, да се спремиме и да одиме. Мислам дека малце ќе каснеме, ама тоа нека биде наспана и свежа, за да може да издржи барем малку. Леле, колку си убава. Вау, женска и пол. Браво. Ајде, браво. Браво, браво, браво. Јеј. Да провериш што ставила мама? Што сме купила? Ке ги Мама, не! Тоа е за беби Даша. А тоа е за Милче, не мама. Еден брзински фитчек, ќе одиме на кафе. Мари сме мечин, кога нема само фустанче, панталони и мајца. Живо да сум. И ми пристигна уште еден преубав пиар пакет. Знаете дека ја сакам природни работи. Станува збор за природен мед, ликер, имате и чоко микс, исто така има и со бадеми, лешници и ореви, како што и прополис, има и крема и ова не знам што е, морам да видам, ева го. Маслиново масло, кокосово масло, чист пчелен восок. Ова мора да видиме што е точно. И ева како може да ги најдете на Инстаграм. Спремни, одиме со Нинче на кафе. И упс! Марија не може да седи 2 секунди мирна. Хиперактивно дете. За себе полна сушја, што сум интолерантна на глутен. Олала! Јас сум спремна, одам на еден брзински состанок. Еве ми го, чекат да ви го покажам. И после тоа одам да се фарбам. Не можем јас да седам мирна. Значи, тоа чудо никој, го терам станче да ме фарба плава. Не скроз плава, ама нешто така поплаво. Ко знае како ќе изгледам, пошто една година и пише, не сум плава. Ама сигурно сум дека ќе биде добро. И бутнав спратот, иначе се ставив 0 место да идам во подрум колата да се зам. Нема веза. Многу сакам да видам како ќе ми изгледа са косата после толку време, да видиме како ќе изгледам јас поплава. Ако не, пак ќе се вратиме на тема. Многу интересна работа за мене, што јас во Германија воопшто не возам и кога ќе дојдам во Македонија, првиот пат уствари кога дојдов после
како му доаѓа, година и неколку месеци. Тоа што зборам? Значи Марија, па да бе, година и неколку месеци беше. Кога бев трудна, не бев тука и од кога се породив и се. И многу беше интересно што мислев дека сум заборавила да возам и дека нема шанси да знам. Кога влегов во кола, тотално спротивно. Значи, буквално не можеш да заборавиш да возиш. И мислам дека е многу побаво возам сега него претходно кога сум возела. Така да, едина работа што се уште ми е страв е да возам со Марија. Ама верувам дека и тоа ќе се опуштам со текот на време. Може би затоа што не можем ни убаво да го наместам овдека седиштето, бидејќи е постара кола на мајка ми, нема такви две за да може да легне убаво. Али како и да е, сум среќна што возам и што можам да ги завршам сите обврски. И оно што никогаш не сум го зборувала е дека јас, моите родители ми има уплатено на 18 години, тоа ми беше поклон за полнолетство и на мене и на брат ми, за да полагаме за возачка. Ама јас, знаете, кога положив пред идам за Германија, затоа што таман ќе почнам, многу се треси телефонот, таман ќе почнам да возам, ќе ги завршам часовите за возење, кога ќе дојде делот да седнам да научам тестови, мене ме мрзаше и не е за пофалба, ама може би така било најдобро тоа што не сум положила одма, па да созреам и да возам кој што треба. Али, како и да е, например, брат ми одма положи, вози со години, што се вика, а јас сум тази шофер. Има еден човек пред мене што вози буквално 20. Јас сваќам дека Safe City сето супер и многу сум искрено среќена за дека што има такви некои нови правила, затоа што дефинитивно овдека има полиција, дали ќе можам да влезам. Дефинитивно и треба ред на Македонија за возење, особено со толку многу работи што си имаат случајно и се. Али, еве и тука се нешто се случи да има еден тон луѓе. Ќе видиме дали ќе можам уопште да одам. Овде изгледа не може да се влегува. Или може. Не може да се влегува. Некоја дојава изгледа има. Полиција има пред изгейт. Не знам што се случило. Ама ова не ќе да е на добро. Ќе пробам да влезам се од друга страна. След тука морам. Ако успеам и тука да влезам, ако не успеам да влезам, значи е нешто сериозно и ќе мора да ја преместиме локацијата. Да отиде буквално. Hi, baby. Ајде. Ние се најдовме со... Да. Значи, јас сум идиот, најголем на цел свет, затоа што заборавам дека немам втора линија. И заборавам дека не може никој да ме добие, затоа што кога зборам на обичен телефон, не може ни на ваква како се вика, ни на Viber, ни на ништо. А и на Viber ти се? Па знам, видов после тоа. Јас се зборам со другарка, се шетам по продавници, се купувам. Давид, колку време ме шеташе? Не многу. 6 минути. Па добар се, не сум млада толку. А касниме кај Станче сигурно ќе ме убие. Одиме се фарбам, а Давид ќе снима видеото и ќе може да гледате све, нормално. Од целиот процес, ама нормално дека ќе биде од 50 секунди да кажеме, а и ќе снимам овдека на влог. Така да ќе треба да гласате дали сум побава, поплава или вако. Поплава. Дека вака сега те знам колку време. Не можеш да ме замислиш. Сега плава, например, мене ќе ми биде чудно. Па знам, мене, ама ќе Ова видиме не е како ќе. зој. Не, не е зој. Ќе видиме како ќе Ја не биде. знам се поинаčno на пешачки. Па ние сама и валда ќе застанат сите. Па ете се луѓева. Победа господа фал. Да, идеме сега да земам колата, пошто се паркирав уџум, затоа што по изгейт имаше дојава за бомба, ми кажа,
и све беше хаотично, тама требаше да имам состанок на крај од Сити Мол завршив, али болја што сум у Сити Мол. Тебе не е болја, зашто доаѓаш со такси. Ама, како се вика, за да бидеме поблиску до Станче. Морам да ви го покажам новото салонче на Станче. Видите колку го... Мислам, на иста локација е, ама си има ново. Ова беше фешн. Тука фешн си направило, гледала само за мене. Многу мој убаво. Чека далеко. Like it. Него цуци чека сега да каква плава ќе ми ставиш? Као јаш стак? Не. Станче не ми дава луѓе да се правам плава. Не може, вика, после сите ми бараат така. Како ги заправаме? Кажи колку фарби имам јас на мене. Колку бои имам? 3 нијанси. Мајко ми. Ајде, јас ти верувам. Како ќе ме правиш, прави. Може да почнем. Ја вртам на точка по точка. Не сум јавила. Него до кај сме до пола, до нигде. Таман вака како кокошка со ова на главата. Средна школа. Да, така идеме. И уште ова вака малце понавака. И стопирана. Значи катастрофа. 20 души ме прават плава. Да пробутим уште некој Станче. Викнемо од улица, може да ни помогне. Кod drvena Marija suma. Ще убава. Не можам да Значи почвам да ги вадиме фолиите, не можам да снимам позади. Давид не ќе да ме снима. Лепа. Ще погледна па. Значи како сте видели што правите вие вака во недела? Ние во недела работиме. Така? Кај мене нема сабота недела. Па тоа викам ние недела Ај, работиме. види никоја влак ме музика во којто значи ништо не видам. Не. Марио комшијата. Сега Марио комшија. Да видиме. Прв пат ќе јадам. Си јадал до се? О, каде речеме? Не бе па ти. Добра, сега сме фаза шо. Нада ми пушти грч ладна вода. А зашто се става ладна вода шалена страна? Да се прекине процесот. А, за тоа. Добро. Уопште. Али види бе, па одма сум друга. Многу ми се свиѓа мене ваква боја. Уште не сум, леле, овде ломки направив. Паднала косата. Не, бе, друга, ама корено вака ќе го оставиме толку подрастен? Да? Не? Ај ќе беам мајка на улепшавање. Цуцика. Давид. Ја. Завршивме со боја, сега ќе се шишаме и ќе ја планираме ќе правиме, така да на крај ќе видите како ќе изгледа све тоа. Šta možeš vadi sve pare iz kase? Iz koje kase, crni ti dam si čoro? Pa ja nemam ni kasu, a nemam, veruj mi da mi streseš, sad izgađa. 1000 dinara ne može da ispadne. Ja sam ti petak od crkveni miš, majke mi je mir. Da si toliko od svilnih ovih stvari koje možda pljačkaš okolo, ti si naša frizerski salon. Ti vidiš ko pljačka u 21. Се враќаме на плаво. Постепено, ама сигурно. Баш. Пола шминкане нема. Нема везе. Многу добро. Кажи дека со мене е најтешко да работиш. Фала. Си колку време се знаеме, поише од... Ја и таде сме 10 години, значи 8-9. Тука негде. 8-9 години некоја се грижи за твојата коса, значи ја доверба. Спремен се? Еден, два. Zolica, be. Што? Сега имаш 5 години помалце. Помалце 5 години, значи помалко изгледам. Тоа е добро или не? Како сум болја?
Се залюби по втор пат. Ај, леле. Иначе те снимаме, знаеш, за реакција. Ај, чао. Хај. Ја не се гледам. Ние завршивме, ова се помена со нас. Екстра. Ние сме Dream Team. Ние сме Буквално. луѓе. Многу ба беше стварно. Си се најадовме поштено бургери. Значи, да Не. нарачате нека сме каде? Како ти реков јас, ја и ти како кој цртан филм сме? Комаши медо. По Маши Медо, јас сум Маша, он е Медо. Ами стварно сме како Маши Медо. Да, само баш што сме плава е, само Маша не е. Плава е Маша ваква. Па и тоа, ето, видиш. Сега сме исти Маша и Медо, како да ти кажам. Само што паркирам. Сега ќе дитам Ивана Марија. Инаку прескапен до Сити Мол и си земав леле, ама лоша вака изгледа бојата на ова светла. И купив некои работи на Мари. Сега ќе ги даде мама. Валда ќе бидат точни. Се враќа старата Зои. За тие што ме сака плава. Пишете ми во коментар под видеова како ви се допаѓа поише, дали плава или... Добра, не сум толку плава сега. Или какава. Мама? Убава е мама? Сине? Убава е мама? Кај е мама, беби? На мама е љубовка. Мамина. Па кај е мама? Ај мамина. Цица мамина. Добро утро. Вчера јас ствари многу покасно легнав да спијам. Марија, само што дојдов некои 10 минути се погушкавме, се поигравме и заспа. Ја чекав да го намонтира да види видеото, за може да го објавам. И инаку поделени се мислењата. Некој му се свиѓа ваква плава што сум, не сум ни толку плава реално. Но некој не му се свиѓа. Мене лично, некој вика дека постаро изгледам, некој помладо. Мене лично многу ми се свиѓа заради тоа, али ми треба време да се навикнам. Ми се свиѓа затоа што, например, оние недостатоци што јас си ги знам, не ги гледам сега толку. Пример, црвенило на лице, слеки лузни од акни, кога ми е потемна косата, многу поише доаѓа до израз, а кога ми е посветла, очите и све многу подругаче изгледа. Не дека не ми се свиѓа светла, темна како ми стои, далеко тоа, ама ми се свиѓа темна, чоколадна, она баш темна, накај црна која иде. За таква треба цело време да се фарбам, а искрено ви кажам, сама у Германија, па и не знам баш колку ќе успеам, ќе бидам сигурно као шарана крава. Али, како и да, ќе носиме се вака, па ќе видиме како што ќе биде. Или ќе се направам уша поплава, или ќе се вратам пак на кафено. Ние си играме. Чак. Ајде се од другата страна. Обожава вака да ги прави. Се наближува време за да се удиме. Нареден петок. Никако сум така у паника, дали се ќе стигнам, дали се ќе биде окей, дали се ќе завршам. Ама мислам дека ќе биде се како што треба. Едино ми остана да видам за роден ден на Марија. Оваа недела мора тоа да го завршам, за да бидам мирна. И да знам дека ми е тоа резервирано за во август и да не се нервирам. Да ви покажам што ја купив на Маричка. Видите само колку се сладки. Мајко мило, овакви бара во Германија не може да најдам број. Тука ги најдов и овие од H&M се двата пара. Пресладко. Како си се дотерала? Па колко си ти убава? Па кај ќе одиме? Чао! Чао, чао! Кажи чао, чао, бај, бај! Се речете? Не? Добро. Ќе одиме малку на прошетка и да купиме некои работи што ни требаат. Така, ќе бидеме мирни во количка. Што ме гледаш така? Кис! Кис! Ние завршивме со прошетка. Марија беше супер мирна
И сега ќе идем дома да јаде нешто, да ја намачкам или некоја кашичка. И повторно ќе треба да спиеме за кратко, ќе си поиграме малку. Уште не можам да се навикнам на бојата, мислам дека најмногу ќе се навикнам кога ќе ја измијам уште еднаш, тогаш ми е најубава после второто мијење. Ако ја обожавам вакви чварки, се смеам со таа да секојаш како косаж изгледат и верували ли не, Марија ги обожава. Значи се уби од јадење овие денови, затоа купив уште 2 и ќе се земам за Германија. Се надам дека нема да ги соберат. Палачинки од Сакаш, пошто Сакаш не се преку улица од зграда и нон-стоп јадеме тука. И ќе одиме кај тетка Еци, кај тетка Стефани, кај бато Матео и дада Ника на гости, да се поиграат малце. А ние да си помоабетиме, да си поуживаме, да се видиме кој што треба. Пошто секогаш нешто или работно, или се на брзина, една друго и сакаме една седенка. Сега да си направиме уште еднаш два пати да се видиме, да го искористиме максимално времето додека сме тука. Многу ми фала. А видеа мојата. Ова е прекниската на Стефан. Некој е многу гладен. Одјавам ова видео и не заборавајте да ми ставите subscribe, лайк, коментар и да пишете како ви се допаѓа новата фризура. Ја уште не можам да се навикнам, ама веројатно ќе се навикнам за брзо, што не ми е иста боја како порано и тоа ми е малку чудно. Како да, живи, здрави, среќни. Чао.